Здраво, драги пријатели, време е за уште една емисија на Се кладиме заедно со мене Евротип спортските облажувалници. Од оваа недела, од оваа емисија, па натаму со мене ќе биде не само гостин, туку и ководител, другар, човек со кој што ќе разговараме, дебатираме, ќе предлагаме. На некој начин ќе гледаме и ќе гледаме спортот директно од срцето на терен, што би се рекло. Со мене е професионалниот спортски новинар Зоран Мишевски. Мислам дека добро те представив. Да, супер. Екстра, да. Баш ми е мило. Ќе ти благодарам пред се на прифатената покана да ја водиме емисијата понатаму заедно и заедно да разговараме за спортот, за кладилниците и како сето тоа функционира. Да, задоволство ми е, па се надевам дека и гледачите ќе бидат задоволни. Ќе видиме дали ќе понатаму имаме една рубрика каде што типуваме по еден тикет заедно, различен тикет и да видиме на кој ќе е подобитен. Јас како човек кој што не сум професионален спортист или се занимавам со спортот, едноставно само ги гледам во позадина и пробувам да направам добри тикети кои што не секогаш ми се добитни. Ќе видиме каков тикет ќе направи Зоки, каков јас, па тој што ќе изгуби следната емисија части. Договорен. Да, договор, па ќе видиме зашо. Значи се кладиме, започнува се кладиме. Пред да започнеме со самата содржина и со она што редовно го правиме во емисијата, се кладиме со една мала ретроспектива за тоа што беше најзначајно претходната недела. Само да напоменам, долго очекуваната наградна игра на Евротип спортските облажувалници, во моментот ја гледате на оваа табла, тоа е 100.000 денари на секои 10 дена. Баш ми е многу кеф за оваа наградна затоа што се буквално добиваш кеш. Значи ниту го мислиш дали е тоа кола, па дали ќе ја возам, па дали не знам ќе некаков тротинет или мотор, и имаш едноставно на секои 10 дена по 100.000 денари во кеш, што би се рекло. Да, играта веќе е популарна, луѓето разговараат за неа, така да си го најде местото. Како се движеа од самиот почеток квотите и добивките, само да споменам, затоа што веќе кој ден, трети, четврти ден е наградната игра, има навистина многу голема заинтересираност и многу луѓе играат на наградната игра. Највисокиот коефициент, значи кој што беше веќе на првиот ден, беше со 2.241.972, понатаму 28 милиони, сега веќе до моментот на снимањето на емисијата има 157 милиони и останати цифри кои што нема потреба да ги споменам. Се разбира, од сад во сад веќе се менува коефициентот и добивката. Играта е многу едноставна, значи можеш да пишуваш колку што сакаш парови. Мислам дека максимум 35, мислам дека може парови да се напишат. И ако си недобитен, си добитен. Ние снимивме една аудио реклама заедно со Зоки, мислам дека ќе слушнете по радијата или исто така на интернет ќе има. Така да и да не си добитен, имаш огромна шанса да направиш добар коефициент. Тоа е интересна работа. Значи недобитен може да набиеш коефициент и да добиеш добивка дури поголема од самата игра, од самиот тикет, да. Исто така не заборавајте дека имаме повеќе од 250 нови игри со кои што ќе ги пробуваме и ќе играме, ќе типуваме на тие игри, да видиме како функционираат. Мислам, игрите се некако направени да имаш двојна шанса, да имаш што повеќе и повеќе шанси за добивка. Понатаму ќе видиме како ќе се одвива цела работа. За самата игра, за самата наградна игра која што е на секои 10 дена по 100.000 денари, неопходно е да ги извадите овие Евротип клуб картички, да го добиете прво евро бонусот, значи до 467% имате зголемена добивка ако уплатите етикети преку оваа Евротип клуб картичка, не ве кошта ништо, едноставно основни информации давате на кој да било уплатно место на Евротип и си ја добивате оваа картичка. За наградната игра мора да ги уплатите етикетите преку оваа Евротип клуб картичка. Зоки, да почнеме со една мала ретроспектива на претходната недела, да видиме што се случуваше, што најмногу остави впечаток и да видиме понатаму што ќе бидат новостите. Знаеш, кога се вакви недели кога нема првенства, играчите се малку нервозни бидејќи нема толку голема понуда. Сите навикнале да има Англија 1, 2, 3, 5, 7, па сите можни лиги. Сега наеднаш имаме само 30 фудбал парови, викенд репрезентации, па тоа не е така следено, еднаш играат на месец-два. И сега доаѓа на правото, значи сега почнува жустрото, што би се рекло. Сега затишието заврши, доаѓа брзо и Лига шампиони и понудата е екстра. Билтенот е не знам колку страници. Билтенот денес е петок, иде за новиот билтен, така да земете си го, пролистајте го, значи овај како Достоевски, значи да имате освен фудбалот имате игри во самите тикети кои што се добитни, веќе се добитни на некој начин го држат врвот со највисока квота за наградната игра, а на самите етикети проверуваме, гледаме дека се игра на сите можни игри, не само на фудбал, се игра и на кошарка, дури на снукер, не знам дали, на најразлични игри.
Така да, а сега започнува вистинскиот фудбал, што го чекаме, да речем ние обичните кладилничари. Лига на шампиони и така. Ајде да започнеме со претходната недела. Репрезентациите да видиме тука што имаше. Септември е некако месец на големи настани, значи само што заврши US Open, триумфира Андрееску, големо изненадување во женска конкуренција и Надал кај мажите. При крај е светското првенство во кошарка, брзо ќе почне светското првенство во атлетика. За нас интересно е што почне европското првенство во одбојка, прв пат Македонија учествува, но да почнеме од фудбалот, од најважното. Имавме една двојна сесија на репрезентации, европски квалификации. Македонија, за разлика од претходниот циклус кога два пати загуби дома, сега имаше два позитивни резултати во гости, донесе 4 бода од Израел и Летонија и уште сме во игра за пласман на европско првенство. Замислете сега в година да се собереме тука и да типуваме Македонија на европско првенство. Да, било супер. Тоа би било еуфорија. Значи европско во ракомет, европско во кошарка сме биле, еве сега прв пат европско во одбојка, пред 2 години бевме европско до 21 година фудбал, но замислете да сме група на европско првенство во фудбал сениори со Италија, Германија, Франција. Предпоставувам ќе има фаланга на секаде Европа. Со мислам дека со таа атмосфера која што би ја создале на терените, мислам дека би биле плюс. Сега имаме и генерација, значи сега имаме и перфектна атмосфера и фудбалери кои што играат сите по најсилните европски клубови, се прашуваме ако сега не направиме нешто, кога системот ни дозволува на надпреварување. Во овој момент сме на 2 меча до европско првенство, значи никогаш не се биле така. Ви посакуваме среќа, ајде, момци држете се и одиме. Да. А за одбојката оваа година, значи одбојката е еден од спортовите кои што имаше многу проблеми, значи години наназад беа многу блиску, второ место квалификации, второ место Европска лига, па кубурат со проблеми организациони, не е тоа богата федерација. Се пласира... Ali имаме супер успеси. Да, значи моди малку во прилог и промената на системот на надпреварување, проширено европското првенство до 24 репрезентации и се пласиравме, дури и добро игравме еден дел од дебитантскиот меч против Финска, загубивме, освоивме еден сет, но загубивме. Сепак чувствувам дека си создаваат малку сами притисок од бегарите, ние сме дебитанти, не мора ништо по секоја цена, значи секој сет, секоја победа е некој си плюс. Тука има други репрезентации кои што нешто мораат, ние, нашата одбојкарска репрезентација не мора ништо. Мора само да се одигра како што може, па ако е тоа доволно за една победа во ред, ако е за две уште подобро. Ова е само почеток. Предпоставувам дека ќе играме на големи одбојкарски приредби и во иднина. Повеќе европски отколку светски, бидејќи светско е потешко да се квалификуваме, но со оваа перспектива со 24 репрезентации мислам дека редовно треба да играме на европски првенства. Така, со фудбалот. Претходната недела што ни остави најмногу впечаток. Ако ја иземеме македонската репрезентација, еден специфичен меч што да игра во Англија, Англија-Косово игра прв пат и тоа беше меч кој што влезе во историјата, значи никогаш немало повеќе гостински навивачи на трибините. Во Саутемптон се играше мечот, имаше 30.000 косовски навивачи. Значи, да не игра Македонија. Еуфорија е апсолутна, значи за Косово е прв настап на во европски квалификации и тоа се чувствува. Мечот беше исто спектакуларен за кој сака неутрално да го гледа, заврши 5-3, значи 8 гола, супер. Добри едни и други и ако некој имаше добивка со точен резултат, тоа е кој знае колку коефициент, значи и 7 плюс и 1 во 1 и се што тука во една игра. Така да тоа беше еден од надпреварите така кој одекна во Европа. Имаше уште едно така наречено изненадување. Германија загуби дома од Холандија со 2-3 и германците се во мала криза, не се повеќе тој тим кој што стана светски првак и веќе таму се на големо се зборува за смена на селекторот. Ќе видиме дали Јоаким Лев кој повеќе од 10 години е селектор, дали ќе остане да ја води Германија на европското првенство. Веќе останата недела започнува Лига на шампиони. Овој викенд што не очекува и некои мислења околу Лига на шампиони за самиот старт. Лига шампиони имаме два македонци кои што играат во Лига на шампиони, тоа се Демис од Динамо Загреб, капитен на екипата, и Елиф Елмас, најмладиот наш репрезентативец кој што од оваа сезона потпиша во Наполи. Да им посакаме среќа, двајцата се битни фудбалери во своите клубови, се надевам дека ќе играат што е можно подолго. Во историјата сме имали фудбалери како Пантев, Најдовски, кои што ја освојувале Лигата на шампионите.
Мисля, че посакуваме среќа и посакуваме, немаат мој да ја освојат. Мисля, че меѓутоа добро да се представат со своите клубови, сигурно имаат. Инаку што се однесува до надпреварувањето, непредвидива е Лигата на шампионите за типување. Читам дека Манчестер Сити е фаворит број 1 според букмекерите. Затоа е и атрактивна на некој начин, затоа што некако имам чувство дека е многу шоу во самата Лига на шампионите. Апсолутно. Минатата година Тотенхем стигна финале. Самите тие не би типувале, значи втор пат, трет пат учествуваат, стигнаа финале. Што мислиш тие сега како би се движеле? Лани на пример направија навистина бум. Мислам дека млада екипа, мислам пак помлада екипа направија вистински бум. Дали мислиш дека во таков тренд би се движеле? Мислам дека англиската тенденција е дека ќе остане, дека англиските екипи многу вложуваат, имаат многу пари, имаат многу добри тренери и го користат овој транзиционен период на Реал и Барса кој што се во една фаза во која што се бараат, не се оние доминантни тимови од годините наназад. Значи повторно блага предност ќе им дадам на англичаните и веднаш под нив Реал, Барса, Бајерн, Јуве, Пари Сен-Жермен. Мислиш значи Реал дека ќе се врати во Мислам дека Реал нема тим како годините наназад, но Лигата на шампионите е специфично надпреварување каде што не мора постојано да си добар. Значи битно е да си добар на пролет кога ќе почнат нокаут надпреварите. Реал не е за исклучување. Сигурно не ми е прв фаворит, меѓутоа не е паѓаше многу претходната година, така да сигурно е многу наши играчи се разочарани од Реал, али ќе видиме сега. Топло-ладно беа минатата година, 3 тренери, еве сега почнуваат исто топло-ладно. Ќе видиме. А за VAR системот, кратко нешто? Прв пат имаме VAR во премиер лигата. Минатата година VAR во Лигата на шампионите функционираше добро, би рекол во 80-90% од спорните моменти добро просудени. Мислам дека е се уште во фаза на перфекционизирање. Не е тоа се уште 100% како што треба. Најголемите дилеми се каде што човечкиот фактор одлучува, каде што не е технологијата. Значи ако е ситуација дали е топката во голот или не, тогаш технологијата точно ќе каже. Дали е офсайд или не, исто. Меѓутоа кога ќе дојде ситуација на проценка, дали е прекашок или дали е пред се игра со рака. Многу спорни моменти има за играта со рака и затоа се меѓународниот борд на суди бара еден начин да го упрости тоа и да направи дефиниција што е игра со рака за пенал, што не е. И тука се најголемите полемики. Така. За викендот? Викендот имаме неколку дерби кои вреди да се типуваат и да се гледаат. Например, Барса игра со Валенсија, Лајпциг игра со Бајерн, има дерби и во Бундеслигата. Почнува ракометната Лига на шампиони и тука за ракометот ништо не кажавме. Ракомет имаме два представници во Лига на шампиони, еден е дебитант, Еврофарм работник, другиот е европски првак Вардар и на стартот двете екипи имаат тешки надпревари. Вардар во Франција против Монпелје, тоа е дуел на последните два европски прваци, а Еврофарм тука во битола против Спортинг, едно од најсилните португалски екипи, фаворит во групата. Мислам дека многу тешко ќе им биде на двете екипи на стартот. Немаа среќа со календарот, можеби подобро ќе беше да се стартува со некој посла противник. Так. Но ама тука сме и некако публика. Мислам. Да, значи едноставно ништо не се знае. Секаде во Европа кога разговараме за ракометот, луѓето знаат дека ние сме фанатици број 1 за овој спорт и кога ќе дојдат тука знаат дека не играат само против седумина, дека играат против повеќе. Да, за нас е посебно задоволство пак и во нашиот град што ќе се одиграат. Да, значи во Битола се враќа Лигата на шампионите по 2006-та. Yes. Мада сега Еврофарм прв пат во Лигата на шампионите, Перистер беше последен пат 2006-та. Добро организиран Еврофарм, стартуваше со победа во Сеха. Сега доаѓа Спортинг. Ќе биде уште еднаш ќе многу тешко, но Еврофарм има своја дути, тој е веќе искусен интернационален тим, не е дебитант е клубот, но играчите голем дел од нив играле. Да. Супер, ќе гледаме надпревари, ќе набиваме и очекуваме. Ајде да типуваме да видиме Ајде, време за типување. Значи, јас еден тикет, ти еден тикет. Да. Тој што ќе погоди повеќе, ужива во учестието на другиот, што би се рекло. Ајде одиме. Победи, ајде, што играш? Па еве, јас ќе почнам со ракомет. Лига на шампиони. Тука ми сме добро со ракомет. Јас сам во фудбал спремно. Ракомет, за следниот пат нешто ќе играм, нешто тенис играм. Да. Победи. Монпелје Вардар. Мислам дека предност ќе добие Монпелје. Мислам дека Монпелје е во подобра надпреварувачка форма. 2 кола во француското првенство се одигра, Вардар е без неколку стандардни ракометари, Столе Стоилов не патува, Толедо не патува. Мислам дека Монпелје ќе го победи Вардар на стартот. Добро. Тип 1. Значи Чискеца.
Европскиот првак поразен. Добро, јас имам фудбал, значи Манчестер Юнайтед Лечестер, двојна шанса. Кет 6 и од 3 до 6 гола кај ќе паднат, значи ги играм новите игри, дечки. Значи имам две варијанти, па сега ќе видиме што ќе испадне. Тоа ми е 1x и од 3 до 6 гола. Значи не мора тука Манчестер да победи, да? Така, тоа е тоа. Може и 3-3. Втор надпревар. Колку имаш купно? 4. 4, јас имам 4, добро. Добро е вака, Реал Леванте. За Леванте игра нашиот Барди. Реал го очекува Еден Азар прв пат да заигра. Реал има само една победа од првите 3 надпревари. Веќе е вклучена алармна криза, играчите ги критикуваат, се мобилизираат, мислам дека Реал ќе се разбуди и дека ќе го победи Леванте поприлично убедливо, значи 1-1, 4 до 6. Убедлива победа на Реал. Добро. Јас играм Пари Сен-Жермен Страсбур, 1-1 и од 3 до 4 гола. Тоа е мојата типување. 3-0, 4-0 нешто така и ти играш. Да, нешто така ми е. Втората утакмица. Тука исто на фудбал. Да кажеме дека Пари Сен-Жермен не играат, напаѓачите се повредени, Мбапе, Неймар. Одма ми го уништи одма. Не, тие се толку помогли од Страсбур така да Икарди ќе дебютира. Значи еве јас ветувам на официјалниот профил на Евротип спортски облажувалници, во моментот кога ќе добијам има селфи од мене со телевизорот. Ти видиш? Добро. Сега сум јас. Па не знаев дека не играат, не знам зошто, ама ајде, добро. Третиот пар. Наполи Самдорија. Добро. Елмас е здрав, не е повреден. Би требало да игра, не знам дали од првата минута или пак од лупата. И тука мислам дека Наполи по поразот од Јувентус во претходното коло ќе биде малку лут, ќе биде мотивиран. Самдорија е многу ослабена за разлика од минатата година, истата игра 1-1, 4 до 6. Добро. Јас ја играм Рома Сасуоло, домаќино до 3 до 5 гола, сигурен сум дека Рома ќе даде од 3 до 5 гола. Неге 3-0 дека ќе биде. Некако такво ми е чувството. Добре, игра супер, се согласувам. И Бундесдербито, Лајпциг-Бајерн. Тежок меч за типување, коефициентите се големи, значи ретко ќе најдете коефициент на Бајерн вака голем. Да. Му верувам на Бајерн, тип 2. Тип 2 чисто. Добро. Социедад Атлетико Мадрид, значи X2 имам и дека 2 гола ќе даде гостинот. Мислам дека Атлетико Мадрид минимум 2 гола дека ќе даде. Драги мои пријатели, во моментот сигурно ги имате испишано двата тикети кои што ги типувавме заедно со Зоки. Следната недела тој што губи части Зоки. Се кладиме, мислам, договорено. Тоа е договорот, па ќе видиме што ќе препишете нешто. Препишете нешто. Не заборавајте да ги извадите вашите Евротип клуб картички, да ги уплатите вашите етикети за да учествувате во наградната игра. Ако овие 10 дена не добиете, 100.000 денари имате уште следни 10 пати. До 28 декември имате уште многу пати да играте и да типувате, смислувате добитни тикети. Не заборавајте да биете во Евротип спорт кафињата да гледате организирани надпревари, ќе дојдеме и ние и ќе се дружиме таму. Ви благодарам многу за оваа недела, за времето што го деливте да ви кажеме некои мали типувања, да видиме дали ќе бидат добитни или не, и се гледаме следната недела. Фала ти тебе, Зоки, и мислам дека ќе имаме добро друштво и добри муабети. Се гледаме.